Ви благодарам. Не сум задоволен, подпредседателе, и не можеме да бидеме задоволни. Со ваков одговор и ваков однос, никој не може да биде задоволен. Имавме излагање во кое што му презентиравме, му кажавме на криминоген дуб, кој е донесен со СДСМ и Левица. Укажавме на документи, укажавме на имотни листови, на графичкиот приказ, на нелогичности и му кажавме на докази за кои што веднаш требаше да се постапи. Во одговорот ни велат дека се е тоа во ред, но ако сакате поништување, вие морате си ја спроведете постапката, бидејќи согласност на они што е дале, тоа не е важно. Не е тоа дел во кој што треба да се ревидираат сите чекори претходно што се направени, доколку нешто сте виделе што не треба, треба да си поднесете иницијатива, нема проблем, ќе си поднесеме до Уставниот суд. Во вториот дел е уште поинтересно. Рековме дека за вакви грешки, превиди, намерни или ненамерни, кои што се од структурна природа, кај што не може да помине со техничка исправка, е потребно поништувањето и за ваква работа се одзема лиценца. И го цитирав членот 69 од законот, повторно во одговорот ми го цитирали истиот член што јас го кажав, каде што во третиот дел јасно е нагласено: правното лице изработило или ревидирало урбанистички план, односно урбанистички проект спротивно на овој закон и прописите донесени врз основа на него. Како што е идентично во ваков случај, веднаш треба се одземе лиценцата и на проектант и на ревидент. Верували или не, во одговорот ми вели не е тоа министерството, туку е градежниот инспекторат во рамките на министерството. Па како можеме да бидеме задоволни и како сакаме да побараме дополнителни прашања? Задоволни ќе бидеме кога оваа неодговорна власт ќе биде променета, или уште подобро да кажеме кога ќе сносат одговорност за вакви неодговорни пристапи и политики. Благодарам.